Петта година поред, градоначалникот Димитровски приреди предновогодишен прием за представниците од бизнис секторот од општина Кочани, како и за гостите од соседните општини, а со кои нашата локална самоуправа има соработка. Во опуштена атмосфера со пригоден коктел, луѓето од бизнис секторот се сретнаа за да разменат мислење и искуство од работењето во изминатиот период и да сумираат позитивни или негативни резултати. За првиот човек на општината, ваквите средби се позитивни, при што направи краток осврт за тоа како поминаа претходните 12 месеци. Ја завршуваме оваа година како една од поуспешните години за општина Кочани, како година во која што решаваме едно болно прашање на нашите сограѓани кои што живеат поготово во централното подрачје и на улиците Тодосија Паунов, Страшо Ербапче, на улицата Роза Петрова, тоа е атмосферската канализација, и можам да ви се пофалам дека општината Кочани е прва у Македонија која што системски ја решава атмосферската канализација. Можам да се пофалам дека оваа година подпишавме договор со швајцарската агенција СЕКО за решавање, значи подпишање договор, не е само ветување, подпишан договор за решавање на сите фекални канализации, сите колектори во општината Кочани. Димитровски рече дека годината што изминува е успешна и затоа што започнале подготвителните активности за изградба на браната Речани, за што веќе е пробиен пристапниот земјен пат во должина од околу 3 километри. Димитровски рече дека има и други проекти чија реализација започнала во 2014 година. Се свртевме и кон стопанството, овде конкретно према, ајде да го речем, нашето мало, према лесна индустрија. Сите оние плацеви кои што ги продававме на јавно надавање по евро квадрат 2013 година, веќе почнаа да се реализираат и ние ќе имаме и таму веќе нови вработувања. И најбитното, што сакам да го кажам овде, е дека во 2014 година имавме нови вработувања во нови капацитети. Имаме два странски партнери кои што вложија во Кочани, тоа е Амфенол, тоа е Антура, америчката компанија Амфенол и холандската Антура, и имаме рестартирање од страна на наши, што сум посебно горд, домашни партнери, компанијата Тинг и компанијата Офис Експрес, го рестартираа Руен. Според првиот човек на општината, ова се добри основи од кои ќе се продолжи во наредниот период, што ветува дека развојот на регионот ќе се одвива според планирањата.